večer. Ajde, dobro večer. 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 Po tebe, po ta Dobro večer. dolina smrtna, nemaš Dobro večer. kada da odiš bez mene. Ja sam ljubav večna tvoj od tatko nebesen, te čekam da klekneš sine, da se pokaješ. Isuse, hvala da se vratiš Od ovoj smrten svet, prosti mi tatko reći pogreši. Dušava moja, ja vraćam. Dobro večer. Kad tvoja, dobro večer. Ljubav večna dobro večer. Oče moj, se vraćam kaj tebe, od živa voda osveten, tatko najmiliji Isuse, o večna ljubav tvoje roden, se vraćam kaj tebe, carstvo Božjo na nebe, vo srce vo i dušava, eden duh sum so tebe, se vraćam kaj tebe, od žadba voda osveten, tatko najmili Isuse, o večna ljubav verode. Slava ti, Gospod Isuse Kriste. Se vraćam kaj tebe, od carstvo Božjo na nebe. Te sakame, Gospod Isuse Kriste, i dušava. Eden duh sum so tebe. Ognjen mikrofono, tako sakate? Tamo gore nebesa, carstvo Božjo me čeka. Divko pejat, angeli, ljubav Božja se toči. Ljubi sine, ne sobiraj, ljubi prosti, obeduvaj. Božja volja prihvati, ke ti služat angeli, i ke pojdam v nebesa, duša tvoja Hristova, tamu odam vrugore, Hriste Bože, kaj tebe, tamu odam vrugore, Hriste Bože, kaj tebe. Te sakame, Gospod Isuse Kriste, odimo još jedna pesna i vleguvame po propovedi. Prosti ljubi I ostavi se, ništo da ne te otrgne od mene. Prosti ljubi, priloži mi se, eden duh, telo i večno so mene. Prosti ljubi. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. Statko ima nebesen, od večna ljubav sozdaven, godade sinot so Isusa, za sekogo od nas. Prosti ljubi i ostavi se, ništo da ne te otrgne od mene, te
сакаме, Исусе, и љуби, и остави се. Еден дух, тело и вечно со мене. Прости, љуби, и остави се. Ништо да не те оттргне од мене. Те сакаме, Исусе, придржи ми се. Еден дух, тело и вечно со мене. Од земјата до небеса, прославам Тоа име, Исусе. О Исуса, Јас верувам и се Него му доверувам. Прости, љуби и остави се. Ништо да не те оттргне од мене. Прости, љуби, придружи ми се. Еден дух, тело и вечно со мене. Прости, љуби и остави се. Ништо да не те оттргне од мене. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Придружи ми се. еден дух, Тело и вечно со мене. еден дух, тело и вечно со мене. Амин. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Амин, така е. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ти благодариме, те љубиме, те сакаме, ти предаваме се и вечерва и довека. Ние пред тебе коленичиме. Дојди, Господе Исусе Христе, во нашите срца, да исчистиш се што не е од тебе, да ни го отвориш умот, да го разбереме ова живо слово, да ги враќаме душите во Твоја собственост, ги враќаме кај Таткото Небесен. Сакаме да бидеме деца на семокниот Татко. Исус да не води во духот од десната страна, да разбереме што е широчина и височина, длабочина, да го разбереме живот од давното слово, кое е дух и живот, кое не оживува, кое не осветува, кое ни дава сила да бидеме синови Божји, синови и ќерки Божји, нашиот Татко на небесата и неговите деца на земјата, по тесната патека која ни ја трасира и покажа Господ Исус Христос, да победуваме во љубовта. Ние сме собрани во името Исусово и денеска и довека велиме не за сатаната и смртта, не за болки, болести, страдања, не за гревот, не за сето зло, не за магии и проклетства, да за Исус во нашите срца. Дојди, Господе Исусе Христе, да не преплави Твојата љубов. Отвори ги небесата, да ги гледаме ангелите како слегуваат и се искачуваат над Синот човечки во полна сила од десната страна. Велиме, бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе, мораш да заминеш. Тоа е заповед на молитвена војска на Господ Исус Христос. Ние сме согласни, Господи Исусе Христе, бараме во Твое име од Таткото Небесен сила исцелителна во секоја душа во оваа заедница, во сите кои ги спомнавме сотрудници, намерници во молитвите. Не отстапуваме. Господи Исусе Христе, се што е од Тебе прифаќаме, се што не е од Тебе да замине веднаш. Ние Ти предаваме се. Ние сакаме да бидеме Твоја собственост, во Твојата љубов, во Твојата волја, во Твојата сила, да победуваме, да бидеме еден дух и едно тело со Тебе. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, и Те молиме да излееш живи слова, да ни го отвориш умот, да разбереме што сакаш да ни кажеш со ова слово кое слегува. Ти действувај, Ти зборувај, нека ова слово биде двоостар меч, да го раздели стариот паднат од новиот Исусов духовен човек.
Ова проповед чекаше да слезе 3 недели по прашањето на Ангелина, значи за водата и за крвта, но пред тоа на белиот лист, првата реченица која беше слезена и која ја поттикна цела ова состојба е: зошто страдаат нашите деца. Тоа го имав запишано. Потоа Ангелина тој четврток праша за водата и крвта и потоа се надоврза целата ова поука и проповед за слава Негова, за слава на Таткото и Господ Исус Христос. Значи, зошто страдаат нашите деца? Одиме, еден од војниците со копие му ги прободе ребрата на Исус, кој е веќе издивнат, заминат, духот го даде веќе на Отецот, со душата го врати, нели, и истече крв и вода на земјата. Ке видиме зошто е важно ова. Оти се објаснува цел еден принцип, Јован 19:34. Тие што беа таму војниците, останатите, рекоа: нека го да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси. Пазете, израелците, мощна слична структура психолошка, завлечени, затапани во некоја кална традиција. Илија мислат дека ќе го спаси, затоа тие велат: татко Авраме. Тие не знаат дека имаме ние небесен татко и Исус не го препознаа. Значи, ние мислиме ќе го спаси Свети Климен, Света Петка, Свети Ѓорѓија или некој друг, некоја женско божество, кое мислиме дека го родила семокниот Бог. Значи, еден друг човек зеде копие и го прободе во слабината и излезе, истече крв и вода. Матеј 27:49. Ете зошто, значи прашањето е зошто страдаат нашите деца, и веднаш го имаме овој стих, пазете, Псалм 79:3, нивната крв ја пролеа како вода насекаде по Ерусалим и нема кој да ги закопа. Се однесува на израелците, значи нивната крв расејана, разлејана по Ерусалим, се разбира покрај крвта тече и вода, и нема кој да ги закопа. Значи, прашањето е зошто страдаат нашите деца. Имаме ние израз крвта не е вода. Пазете го ова. Крвта е душа. Значи, одиме сега до Јован 1, Јован 5:6. Тој Исус дојде со посредство на вода и крв. Не само со водата, туку со водата и со крвта дојде. Ќе го објаснуваме ова понатаму. И духот е тој што сведочи, бидејќи духот е вистината. Значи, Исус дојде со посредство на вода и крв, и духот е тој, нели, не само преку вода и крв. Ќе се вратиме на ова на крајот. Одиме сега да се вратиме што е тоа крвта е душа. Само не смеете да јадете крв, истурија на земјата како вода. Еве ги тие стихови. 5 Мојсеева 12:16-23. Уште еден препев, само пази добро да не се јаде крвта, зашто крвта е душа. Не ја јади душата заедно со месото, не јадија истурија на земјата како вода. 23-24, 5 Мојсеева. Видете сега еден интересен стих кој го објаснува она зошто тие влегуваат на почетокот во вода со Јованово крштение. Нели, човекот и да не се капе, тој мириса. Го имаме и тој момент. Пазете сега. И те измив со вода, ја измив од тебе твојата крв и те намачкав со масло. Езекија 16:9. Значи, со вода му ја измил неговата крв на човекот и го помазал со масло. Езекија 16:9 се однесува на Христов слуга. Значи, ја тргнал неговата крв, ја прифатил крвта на Господ Исус Христос. Ке се вратиме полека, го отвораме овој принцип. Водата е потребна да те измие. Например, свињата во калта се мие, па се враќа во калта. Песот во блуеницата, ти го миеш со вода, тој се враќа. Не ја прифатил, не може да ја прифати крвта, се однесува на христијани кои не се менуваат. Одиме понатаму, Откровение 16:4, третиот го излеа својот сад
во реките, ангел, и изворите на вода, и тие се претворија во крв. Значи, водата се претвара во крв во одредена состојба, за да ни објасни некој принцип. Откровение 16.4, Евреите 9.22, и се речиси според законот со крв се очистуваше. И без пролевање крв нема проштение, нема простување. Тоа е старозаветниот закон, што си правил, ќе ти се прави. Око за око, зап за зап, крв за крв, не ти ја измил крвта твоја, ти со крвта твоја ќе плаќаш, нели? Значи, без пролевање крв нема проштение, Евреите 9.22, полека ќе одиме да се разбере ова, бидејќи е повеќе слојно. Во 20 стих вели вака: ова е крвта на заветот, што ви го одреди Бог. Исто така со крвта ги попрска и светилиштето и сите садови за служење на Бога. Тоа се уште беше крвта на животни, а ние денеска, Евреите 9.20-21, ние денеска зборуваме за крв на Исус Христос, на Таткото Небесен кој пребиваше во Него. Значи, со Негова крв Исусова се завети за нас. За ние да се заветиме за Него, и затоа е тој посредник на новиот завет, нов завет, со Неговата смрт. Тоа значи крв и вода да се пролее на земјата. Пак ќе го објасниме ова, што стана за откуп на престапите од времето на првиот завет. Луѓето не можат да се опрат да грешат. Значи, призваните, повиканите да добијат ветено, вечно наследство. И еве ги овие стикови, зашто каде што има завет, таму е неопходно да следува смртта на заветодавачот, а ќе видиме не само неговата, значи тоа е Исус и заветувачот, и ние треба да умреме. Ме разбирате? Бидејќи заветот добива сила по смртта на заветувачот и на заветодавачот, бидејќи заветеното добива сила само по смртта. Наша и Исусова, Исусова и наша. Тој нема никаква сила заветот додека заветувачот е жив. Поради тоа ни првиот завет не беше утврден без крв. Евреите 9.15-18. Еве го првиот завет со каква крв. Цитат: зашто Мојсей, откако ги прочита сите заповеди 10 од законот и други има, нели таму, пред сиот народ, зеде крв телешка и јарешка крв помешана со вода. Ете зошто се пролева крв и вода, и со црвена волна и со исоп ја пороси самата книга, значи Стариот завет, сиот народ садовите, и народот го попрска велејки: ова е крвта на заветот што ви го одреди Отецот. Евреите 9.19-20. Значи, кога протече крвта, војникот е употребен од Светиот Дух на Исус на земјата, и водата, тој веќе претходно Духот го предаден Отецот, заветот е ставен за целата земја. Но со Исус сме попрскани со крвта Негова. Значи, пазете, умира тој, плаќа за нас, и ние треба на крстот да се оставиме себе си, старите, да ја примиме жртвата Исусова, нели? Да го оставиме стариот грешен човек да умре во нас и да бидеме новородени, богородени, ново создание. Пазете, од таткото родени, не од жена телесна. Не заборавајте, имаме капење во вода, баптизо, потопување, капење внатрешна бања во дух, откако ќе бидеме, тогаш слегува духот, попрскани со крвта Негова. Значи сме го прифатиле Исус, Неговата жртва, заветот, сме се оставиле себе си, се оставаме себе си, се го прифаќаме Исусов тихо.
Значи, капен во вода однадвор имаме, капен во крвта попрскан со заветот, потоа доаѓа оган и жива вода, Дух Свети одвнатре да те искапе. Одвнатре. Помнете, ако не ја прифаќаме крвта Исусова за жртва и новиот завет, си живееш по старо, тогаш е она крвта ваша на главите ваши. Самиот плаќаш со својата крв. Нема вода што ќе те измие. Можеш да влегуваш ти во водата, стариот човек, сув грешник, влажен грешник, во Ерусалим, во кај што сакаш, оди, рипај ти, само скокај. Пазете сега, одиме уште понатаму, подлабоко. Првиот ангел затруби и се појави град и оган, значи вода, смешани со крв и падна на земјата. Тоа е веќе нешто друго што покажува тој, Таткото Небесен им покажува и на духовните и на слугите на духовниот свет. И 1/3 од дрвјата изгореа, нели 1/3 од ангелите паднаа на земјата со сатаната и станаа демони, и сета зелена трева изгоре, 1/3 од морето се претвори во крв. Откровение 8:7-8, водата се претвара во крв за да ни покаже. Одиме уште понатаму, пазете Марко 9:22, ако се сеќавате за она момче кое има напад од демони, често вика го фрла во оган, во вода, за да го убие, Марко 9:22, да ја пролее неговата крв, да му ја земе душата. Детето обземено од демони, тоа се оние кои се изгонуваат само со пост и молитва, Марко 9:22. Се враќаме на Исус. Што направи тој? Ја скина завесата, шаторот на светилиштето, пред да го направат, нели, храмот на Соломон. Првиот дел влегувале сите, во вториот никој не смел да влезе, се чувал ковчегот на заветот. Значи, ја искина завесата од шаторот, вториот дел, каде никој не можеше да влезе, еднаш годишно закадуваше со ждрепка ваден верник, нели, врзан за ногата, да не умре внатре, ако бил грешник, умирал веднаш. Значи, да го извлечат надвор, во вториот дел. И сега, без Исусовата крв и вода, без него патот до влегување во еден дух и тело со Отецот беше неостварлив. Со крв од животни, повторен грев, не се доаѓа до Отецот, колеш животни. Пазете, само се попрскуваш, само со попрскување на крвта Исусова, со крштевање духовно во него, новородение, само во Исусовата крв можеш да бидеш. Затоа Исус вели, можете ли да го издржите крштението со кое јас сум крстен? Како е крстен тој? Во крвта на заветот. Раскрсти со стариот, слезе на земјата, ја испи горката чаша. Затоа им вели, можете, века, но не можете да го направите тоа. Значи се откаже од себе си, во вода ништо не се прави. Значи преку вечниот дух на Отецот, тој се принесе себе си, совршена жртва, неговата крв ја чисти нашата совест, нашите гревови од мртви дела. Од стариот човек правиш некои дела кои не те водат до Таткото Небесен, те водат во смрт, за да можеш очистен, ако ја прифатиш крвта, да му служиш, да се родиш, да се споиш, да се вратиш во живиот Бог Татко, да се вратиш во твојата духовна природа. Евреите 9:11-14. Со својата крв не откупи за Отецот од секое колено, јазик, народ, племе. Откровение 5:9. Сите се повикани и откупени, крвта падна на земјата после војникот, на целата земја и водата. Тука заветот почнува да се остварува, заветодавачот е умрен, се чека на заветувачот да видиме што ќе реши тој да направи.
Одиме понатаму, моето тело е вистинска храна, мојата крв вистинско питје, Јован 6:55. Видете, ако го сваќаме тоа буквално, нели, тело и крв и храна, и ќе рече што сака тој да каже, затоа сатаната пие крв. Мисли дека тоа е парафраза од деца, потребна му е крвта души за да добива сила, бидејќи нема собствена сила. Не јадете месо во кое има уште крв, крвта негова, Мојсеева 9:4, пазете го овој стих, во борбата против гревот се уште не сте се противеле до крв. Исус беше послушен до смрт на крст, со крвта ја пролеа и вода истече, заветот да се оствари. Евреите 12:4. Се враќаме уште понатаму, не сме се противеле до крв. Ние знаеме, ќе се исечеш, ќе ти потече крв, ќе се удриш, ќе ти потече крв, ќе се гребнеш, боли кога тече крвта. Тоа е некој ситен грев да научиш дека крвта треба да протече. Значи мора да има крв. Пазете, Пилат и евреите. Пилат, невин сум за крвта збори, за крвта на овој праведник, мислете му ја вие, а тие викаат, распни го бе, распни го. Народот одговара, крвта негова нека падне на нас и на нашите деца. Матеј 27:25. Зошто страдаат нашите деца? Важно прашање кога луѓето би знаеле, не би постапувале така. Одиме понатаму, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина. Марко 14:24, ја држи чашата со вино. И тие сега, наместо да размислат за крвта и за заветот, го повторуваат физичкото дејство на вино и леб, кое нема никаква врска и не те носи до Исус. Тоа е само имитативен театар. Не сме откупени со сребро и злато од суетниот живот, од татковците наши, туку со скапоцената крв на непорочното и чисто јагне Христос. 1 Петар 1:19. Војникот изврши задача крвта да се пролее на земјата и водата, на целата земја, откако Исус го даде духот со душата кај оној што е дал неколку стиха понатаму. Христос ја засака, 1 Петар 1:19 беше тоа претходно, Христос ја засака црквата и се предаде себе си за неа, за да ја освети, очистувајќи ја. Пазете, првин со крвта плаќа, а потоа ја очистува со водна бања во Словото, внатрешно капење, Ефесијаните 5:26. Тука е таа крв, вода и дух. Вода имаме 3 категории, ќе го објасниме на крајот. Крвта е една, духот е еден. Кои не се, пазете сега ова, не се родија од крв, ниту од похот машка, ни од желба на телото, туку од Бога. Јован 1:13. Значи, не се родија од крв машка, од похот, ни од жена, од Бога, од таткото. Тоа е суштината, славењето на женското божество во Богородица е погрешно. Чаша со вино, пак е ова го повторуваме, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина, за сите практично, за простување на гревовите. Матеј 26, 27, 28, тој покажува нешто друго символично. Зарем виното го пролеа тој на крстот, не крвта ја пролеа. Умре, значи за да заветот да функционира, ќе се вратиме на крајот. Јуда на свештениците им ги фрла парите, сребрениците во храмот, од храмот беа дадени парите и денеска нивните пари се да се изгуби Исус. Сгрешив зашто пролеав, видите што вели тој, невина крв, пак крвта. Матеј 27:1. Одиме при крајот, сонцето ќе се претвори во темнина, значи готово е гревот кај сите, а месечината во крв, месечината е символ на вештерството и магиите. Крв ќе биде зашто некој треба да плати на главите ваши, Дела 2:20. Одиме, Христос умре за нас уште додека бевме синови сатански, грешни, затоа сега откако сме оправдани, пазете го овој стих, оправдани со крвта негова.
Римјаните 5, 8, 9 и тие мислат оправдани сме ние, спасени сме, да, ама каде е смртта на заветувачот и на заветодавачот? Значи грево, односно заветот, ќе видиме како се остварува. Ти седиш и мислиш, знаеш дека си оправдан, а си надвор од сето тоа. Не те допира. Одиме уште неколку стиха. За Мојсеј вели, со вера тој направи паска, попрскуваше со крв повторно од животни на вратите на израелците, кога ќе дојде истребувачот на првородените египетски деца, убедувајќи го фараонот да ги пушти израелците, нели? Евреите 11:28. И сега еден интересен стих, зашто Христос не влезе во ракотворно светилиште. Знаете, ракотворно светилиште со сите овие градби, пазете, кој е само образец, копија на вистинското светилиште, се одиме на таа другата страна, тој влезе во самото небо. Тоа треба ние да го бараме. Тоа е вратата за да се јави сега пред лицето на таткото за нас и не се принесува себе си како жртва повеќе пати, вода и крв, дух со животните, нели, како што првосвештеникот влегувал во светилиштето секоја година со туѓа крв, се јави за да го однесе, плати, откупи гревот, откако се принесе сам себе како жртва. Евреите 9:24-26. Во Исус пребиваше таткото со полнота. Тој беше искористен како сад. Таткото пролеа крв за своите деца. Значи имаме вода и крв од војникот, а каде е тоа третото? Претходно во тие стихови, духот го дава со душата кај Отецот кој го дал. И сега одиме, оној кој дојде преку вода и крв и преку духот, тој е Исус Христос, не само преку вода, значи имаме 3 води, плодова вода во мајчина утроба стана се овоплоди, стана човек, физичка вода која те мие, нели, од крвта твоја, со Јован Крстител покајно крштение, и духовна вода, не само преку вода и крв. И духот е оној кој сведочи, зашто духот е вистина. Штом нема сведоштво, нема движење, нема постојана, како да речеме, сила која ја движи заедницата, нема дух. Штом нема дух, не си Христов. И еве го 1 Јован 5:6-7 вели, тројца се кои сведочат на небото, ова нив ги буни, значи он се поделил на 3, небото, Отецот, еден единствен, вечната љубов, Словото и Светиот Дух, и овие тројца се едно. 1 Јован 5:6-7. Отецот го изговара Словото, меч на Духот, ова Слово што слегува, тој го изговара. Јас сум само сад, и ни го праќа Духот, откако Исус ја пролеа крвта и водата, и Духот го врати, ние да го завземеме местото на Син човечки, како Исус, воден од Духот Божји. И сега, 1 Јован 5:8, тројца се кои сведочат на земјата, Духот е на прво место, без Духот нема сведоштво, луѓе кои не сакаат да сведочат, немаат Дух, се плашат, водата и крвта, тие 3 се во едно, 3 начини на сведоштво се тие, патеки, Духот мора да те води, но мораш да ги поминеш 3 води, условно речено, заради оној стих претходно, плодова вода да се станеш човек, нели, физичка вода да се искапеш, да не бидеш гнасна свиња, кога ќе застанеш пред него и да се покаеш, и третата вода е Духот и крвта. Крвта е важна. Крвта, нели, и тие се едно, дали ја прифаќам крвта на Исус или останувам во крвта ваша на главите ваши. После ова можете да се капете во вода, да јадете лепи вино, да вапцате, да прославувате разни трансформации, како би се рекло, кој годе, што годе да прославувате, о неразбрани галатјани, не само преку вода, крвта и Духот, пак оваа вода без внатрешно капење
во Словото ништо не значи, плодовата вода и физичката вода ништо не значи, и крвта, ако не си попрскан, и ние ја пееме таа песна "Летај, духу мој, на крилјата на љубовта", се враќаш кај таткото наш, вечната љубов. И тука мислев дека ќе заврши ова, но едно утро, под еден ден, ми слезе уште еден стих од таа жива вода Исусова. Тие го победија, го знаеме ни овој стих, со крвта. Пазете, тие го победија кого? Па сатанскиот свет, со крвта на јагнето. Мораш да ја прифатиш крвта, да бидеш попрскан, оросен со неа, да умреш пред човеку, не само однадвор во вода, и со словото на своето сведоштво, тогаш примаш дух, и не се грижеа за животот свој, дури до самата смрт. Откровение 12:11. Понатаму вели: "Затоа веселете се небеса, го барам ли јас царството Божјо? И вие кои живеете во нив, дали живеам во царството Божјо?" Стојан Герасимов, кога го праша од Пиринска Македонија, Македоне, што е во баптистичка црква: "Кај си, бај Стојане?" "Во царството Божјо." "Ама сега кај си?" "Па во царството Божјо." Тоа е целата суштина. Тешко вам кои живеете, јас додавам едно само на земјата и морето. Зашто ѓаволот слегол меѓу вас со голем гнев, бидејќи знае дека му останува малку време. Откровение 12:12. Значи, ние треба да го направиме истото крштението на Исус, да го вратиме духот на Отецот во собственост, смрт на телесниот човек, и само тогаш духот се остварува, тогаш се остварува смртта на заветодавачот Исус, крвта и водата на земјата, и заветувачот низ водата, крвта и вечната љубов. Мораш да умреш и ти, инаку ништо остануваш во старата природа. И пак уште неколку стиха ми слегува: "По смртта, зошто страдаат нашите деца? По смртта на грешникот, непокајан, гревот го наследуваат неговите деца. Со чија крв ќе платат?" Ете, тоа е тоа. Покрај сиот имот што им даваме, име, чувства, спомени, фотографии, ако не сме се покајале, гревовите тие ќе ги плаќаат. И на израелците им рече во пустината: "Тоа што го зборувавте, тоа ќе ви го дадам, гревот ќе го плаќаат вашите деца." И тие рекоа: "Нека падне крвта негова врз нашите деца", и така натаму. И се враќаме сега оној стих што беше интересен, да го најдам само кај се, а не овој за следната проповед. Еве го, Езекија 16:9. "И те измив со вода." Дали му го дозволуваш тоа? "Ја измив од тебе твојата крв." Имавме ние две состојби зошто страдаат нашите деца. Детето, од него сакаат родителите, завршува во дом, се уште се живи тие што го направиле гревот. Ние им велиме: "Дај да се помолиме." "Не, молете се вие, ние имаме не знам што." И гревот останува. Имавме друг случај исто така, исто едно внуче, напади демонски. Ние велиме да се покае тој што го направил гревот, не се покајува, значи гревот го наследуваат нашите деца, тие ќе го плаќаат. Кога луѓето би знаеле, би се исповедале веднаш. Внимавај што им оставаш на децата, не им вредат сите пари и богатства на овој свет, ако душата си ја изгубил, како што велеше тој. Езекија 16:9. "Те измив со вода, ја измив од тебе твојата крв. Дај му да ти ја измие крвта, синко. И те намачкав со масло, со дух. Предај му се, остави се. Крвта е падната и водата на земјата. Духот се врати таму, Исус се врати. Духот ти е достапен да го примиш, но мораш да умреш. Заветувачот, заветодавачот умре. Значи, овој, како рековме, заветот мора се остварува, има сила само по смртта.
Исус умре, заветодавачот, и ти си сега на ред да умреш во грешниот човек, во старата природа, заветувачот, да го прифатиш тој завет и да победиш со крвта на јагнето и словото на твоето, односно неговото сведоштво. Ке пуштаме на песна, бидејќи сме голема група. Слава ти Господи Исусе Христе, да влеземе во молитва. Имајте чувство дека треба да се молат повеќе луѓе. Ке пуштиме на песна и после влезете во молитва, да се молиме за сила, за крвта Исусова да не ороси, да примиме дух. Значи, не мора да се кажуваат многу зборови. Господ Таткото Исус знае уште со малку зборови, нели, што бараме од Него. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Амин.